Професор Рингачева, отворен е конкурсот за упис на нови студенти на Универзитетот Гоце Делчев. Каква е состојбата на филолошкиот факултет? Се разбира на катедрите за странски јазик, но и на катедрата за македонски јазик и книжевност. Дали студентите имаат проблем да се запишат на електронскиот начин на пријавување кој што веќе е во функција? Така, значи веќе се конкурсите за ова студиска година за 2022-2023 година веќе се објавени на веб страната на Универзитетот Гоце Делчев на ugd.edu.mk, значи сите идни студенти информациите можат да ги најдат таму заради тоа што таму се прикачени конкурсите и за прв циклус студии и за втори трет циклус студии со еден едноставен клик можат да ги отворат прозорчињата кои што им ги даваат најточните информации. Меѓутоа, еве вака убаво е да проговориме за начинот на кој што се пријавуваат кандидатите за идни студенти, начинот на кој што се поднесуваат документите и се разбира уписните рокови. Најпрво би кажала дека има предвидено 3 уписни рока. Првиот уписен рок е во периодот од 25 август до 30 август. Вториот уписен рок е во периодот од 9 до 12 септември и третиот уписен рок е 2 дена од 20 ги вклучува 21 и 22 септември. Во рамките на овие термини кои што ги кажав, овие датуми кои што ги кажав, всушност ќе се реализира трите уписни рока на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, се разбира за сите единици на универзитетот. Начинот на пријавување на кандидатите, како што рековте и вие, е по електронски пат, односно кандидатите отвораат своја апликација, односно прават сега тоа е креирање на електронска апликација во која што се даваат личните податоци на кандидатот и идниот студент си има свој профил, таму се плаќаат и оние првични трошоци, сето тоа што е неопходно за упис, а документите кои што студентите треба да ги приложат, идните студенти, сега веќе завршени средношколци, треба да ги приложат, тоа се прави со физичка достава на документи, без разлика кој студент од каде е и од каде аплицира, документите може да ги достави на оние локации кои што ги има универзитетот. Тоа се во Штип на Факултетот за образовни науки, во книжарата, во периодот некаде од 9 до 13 часот, во наставниот центар во Струмица, во наставниот центар во Скопје, во Кавадарци, во Гевгелија. Значи документите се оставаат таму, а начинот на пријавување, како што кажавме, е по електронски пат на e-уписи ugd.edu.mk. За сите документи што им се неопходни на веќе на завршените средношколци, сите информации можат да ги најдат, како што реков, на веб страната. Таму е објавен конкурсот и таму се сите оние подетални информации за тоа кои документи им требаат. Во делот на државната матура исто така можеби е добро да кажеме дека идните студенти кои што сакаат да се запишат на една од единиците на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, оние кои што завршиле оваа учебна година, нормално дека мора да имаат положено државна матура. Исто така и студентите кои што завршиле во претходната учебна година, значи во учебната 2020-2021. Знаете, со новиот закон, без положена државна матура не можат да студираат. Единствено кандидатите кои што завршиле во учебната 2019-2020 година, единствено тие се запишуваат без државна матура заради тоа беше оној период на премин со менување на законот. Ова што го објаснувам сега, значи во самиот конкурс е убаво подетално објаснето. Со години наназад зборуваме за опаднатиот интерес за студирање на катедрата за македонски јазик и книжевност. Дали има раздвижување? Дали вашите чекори за примамување нови студенти и бенефициите што им ги давате вродија со плод? Така, изминативе години говоревме на оваа тема и сите сме свесни
дека интересот изминативе години, интересот за упис на катедрите за македонски јазик и книжевност воопшто на сите универзитети, не само на Универзитетот Гоце Делчев, опаѓаше. И таа надолна линија некако навистина беше загрижувачка, заради тоа што бројот на студенти дојде до една бројка која што е навистина под секој минимум. И ние, професорите, честопати апелираме дека ни треба државна стратегија за тоа дека катедрите по македонски јазик, книжевност, па и катедрата по историја, значи тоа се национални катедри за кои што државата треба да води посебна грижа. Дури треба, ми се чини, посебен закон да се изработи заради тоа што нели она што е наше национално ние мораме да го заштитиме и мораме да му го дадеме местото вистинско така како што нели нормално треба да биде во секоја развиена земја. Затоа велам дека проблемот не е нели нов, тоа е проблем кој што се провлекува години наназад и за да ги мотивираме средношколците да се запишуваат на катедрата за македонски јазик и книжевност, ние како филолошки факултет и Универзитетот нели Гоце Делчев во Штип донесовме одлука, веќе 2 години наназад таа одлука ја спроведуваме. Сите оние завршени средношколци кои што сакаат да се запишат на катедрата за македонски јазик и книжевност, првата година од студирањето да им биде финансиски да биде покриена од страна на факултетот, од страна на универзитетот, што значи дека филолошкиот факултет од сопствени средства издвојува финанси првата година на сите што ќе се запишат на катедрата за македонски јазик, но редовни студенти да биде бесплатна, односно да не плаќаат партиципација. И навистина тоа некако се покажа тој начин на поддршка на идните студенти, даде резултати заради тоа што бројките 2-3 години наназад почнаа да растат. Например, минатата година имавме 12 студенти, предминатата исто така, што за нашата катедра и за овој, така да кажам, југоисточен дел од Македонија е сосема добро. Оваа година повторно, значи оваа студиска 2022-2023 година, повторно го преземаме истиот чекор и сите студенти што ќе бидат, што ќе аплицираат на нашата катедра, ќе бидат запишани, односно ќе бидат нивните трошоци, финанси за студирање во првата година од студирањето ќе биде покриена од страна на факултетот. Меѓутоа, освен поддршка на идните студенти на нашата катедра, на катедрата на која што јас работам, и останатите катедри кои што функционираат во рамките на филолошкиот факултет, исто така предвидуваат финансиска поддршка на студентите. На филолошкиот факултет функционира катедрата за англиски јазик и книжевност, германски јазик и книжевност, италијански јазик и книжевност и турски јазик и книжевност. На сите тие катедри предвидуваме 10 најдобро рангирани студенти, значи за секоја катедра поединечно, по 10 најдобро рангирани студенти да бидат ослободени од плаќање партиципација за првата година од студиите. Тоа го правиме со намера да ги мотивираме да студираат, да ги студираат светските јазици, заради тоа што знаеме нели дека изучувањето на странските јазици навистина може да биде отворена порта кон светот. Годинава ќе има уписи на вториот циклус студии на Универзитетот Гоце Делчев, но и на Филолошкиот факултет. Колку студенти се предвидени да се запишат на секоја од катедрите? Така. Од минатата година веќе имаме нови акредитирани студиски програми и тоа на сите катедри кои што функционираат во рамките на Филолошкиот факултет. И тоа се студиски програми, тоа се студиските програми македонска филологија, англиска филологија, турска филологија, италијанска филологија и германска филологија. И минатата, значи, студиска година ние веќе започнавме со реализација на студиската програма која што е нели акредитирана на сите катедри и имавме првичен задоволителен број на запишани студенти. Да кажам за вториот циклус дека тоа се едногодишни студии, значи студии кои што траат една година и тоа се оние 60 кредити нели кои што ги добиваат идните постдипломци кои што ќе се стекнат со на академското звање магистер.
Бројката на предвидени студенти кои што треба да се запишат е различна, зависно на која катедра. Например, на катедрата по англиски јазик и книжевност на студиската програма англиска филологија предвидено е да се запишат 10 редовни, 10 вонредни студенти. На останатите катедри, италијански јазик и книжевност, турски јазик и книжевност, германски јазик и книжевност и на катедрата за македонски јазик и книжевност се предвидени вкупно по 10 кандидати, 5 редовни и 5 вонредни студенти. Уписите за вториот циклус студии се предвидени во двата семестри, значи зимски и летен семестар. Уписите за зимскиот семестар, кој што започнува од октомври, се предвидени да бидат од 10 август, ми се чини дека беше до 10 септември. Тоа е време кога се поднесуваат документите, за тоа кои документи треба да се поднесат, кои се условите. Исто така ги упатувам оние што се заинтересирани да кликнат на веб страната ugd.edu.mk и таму во онаа прозорче уписи втори трет циклус им се објаснети всушност сите постапки кои што треба да ги поминат за да ги поднесат документите. Првиот уписен рок за зимскиот семестар рековме од 10 август до 10 септември, а вториот уписен рок за летниот семестар, тоа е веќе следната 2023 година, е од 19 јануари до 19 февруари.